Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Веднаш покрај мене се наоѓа еден стар мој добар пријател, станува збор за господинот Златко Зафировски. Злате, добро ми дојде во Супер Звезда. Како си? Добро. Јас не ве очекував, ама благодарам што ми кажувате добро ви дојдов. Добро ви дојдов. Па добро ви најдов, ело дека кај вас. Да. Имате многу специфична, многу интересна професија, поточно станува збор за еден стар занаед со кој што еве сега ќе имаме можност да ги информираме нашите дечиња и нивните родители. Станува збор за кој занаед? Јас сум часовничар уште од своја 7 година. Тоа е часовничарството. Така, работите веќе значи колку години? Заборев 52-3. 52-3 години сум часовничар. Некој велат дека вашиот занаед е занаед во изумирање, точно ли е тоа? Да, се повеќе се приметува. Останавме неколку во градов. Неколку кои работиме со часовници, поправка, сервис, услуги. А тие што се трговија, менување батерии, ремчиња, тоа е друго, тоа е веќе нивни фах, не се мешаме, нели? Сосема друга бранша. Да, нашето си е наше. Еве да им ветиме на нашите гледачи интересна и убава емисија со оглед на тоа што имам шанса да разговарам со еден од малкуте представници на часовничарскиот занаед во нашата држава. Почитувани гледачи, останете со нас. Со мојот драг пријател Златко ќе направиме убава и интересна емисија. Ова беше само вовед во нашето денешно дружење. Вие останете тука, се враќаме во програма за неколку минути. Пауза. Почитувани гледачи, се враќаме во програма со мојот денешен гостин. За оние кои малку подоцна се вклучија, господинот Златко Зафировски, познат стар скопски часовничар, е денеска мој гостин овде во емисијата Супер Звезда. Ајде да поразговараме малку за овој прекрасен, убав, племенит и стар занаед. Златко, кажавте дека работите 50-тина и повеќе години згора. Да, уште од детски денови. Така, ајде да се навратиме на времето кога вие почнавте. Каде станавте и како станавте часовничар? Го наследивте ли занатот од некого или тоа беше лично ваша идеја? На некој начин го наследив татко ми. Меѓутоа, во ниеден случај не беше моја идеја. Она време, времето на еснафот, значи ако татко ми бил часовничар кај некој мајстор, проаѓаат години и сите сметаат дека ти ќе бидеш часовничар наследник на татко ти или ќе го земеш неговиот занаед. Меѓутоа овде ќе има една многу карактеристична приказна. Мојот мајстор беше таков мајстор што може да се каже го порасна татко ми, или татко ми беше сирак, немаше мајка. И тие случувања беа такви да мораше да се бори за леп. На некој начин многу деца беа. И мајсторот го зел кај него под негова обскрба, што се вика. Понеготино на занаед, уште од 3-14 години. И проаѓа време, татко ми, нели, станува мајстор. Уште кога му бил калфа, татко ми се оженил. Мајка ми, што се вели, во друга состојба. Останала трудна. И мајсторот ме одголем и вика: Ано, воа дете, кога ќе се роде, ако е машко, има да биде кај мене на занаед. Така се случи, што сакаш не кеш, татко ми вика после, да кажеме, 7-8 години, почнав со основно, второ, трето делење, и татко ми вика: од утре си кај мајстор Пане, Джекот, Удуќан. Сакаш некаш, противење нема. Да. Значи, Златко, вие сте биле предодреден за часовничар и одбран уште пред да се родите. Така излага, нели? На вистина убава и интересна приказна. Кажавте мајстор Пане се викаше вашиот? Пане Станински, сите го знаеа како Джекот, еден од најстарите часовничари во Скопје, иначе неготинец. Многу добар мајстор и може да се каже и мене ми бил како родител, бидејќи ја од 8-9 години од Сабајле у школо, од школо кај него Удуќан, домашно, јадење, све, до 7:30 на вечер. 7:30-8 пешки дома и тоа се повторува многу години. Секој ден какви времења биле тие за разлика од овие во кои што растат нашите дечиња? Точно времења, меѓутоа времења без детство. Времења без детство и времења во кои што детството уствари било посветено на учење на занаед. Занаедот, да.
што денеска го нема. Изумира занаетот. Тоа е тоа што го говориме. Занает во изумирање. Убаво што се вративме вака во тие старите времиња. Можам да замислам како изгледаше Скопје тогаш. Носеа ли луѓето часовници? Носеа и искрено да ви кажам, имаше толку многу работа, што кога мајсторот ќе отидеше во 12 часот на ручек и на да се одмори до 3 саат, а бидејќи бев цел ден во дуќан, додека, нели, проведеш чирак време, доаѓаш калфа и толку многу работа имаше, а и чаршијата, бидејќи ова се случуваше во чаршија, чаршијата живееше 300 на саат. Значи, еден влези, друг излези, еден влези, друг излези, многу работа, мада можам да кажам дека тогашно време се заработуваше како во тоа време 4 директори. Платата на мајсторот беше од прилика толку. На 4 директори, колку 4 директорски плати? Да, како 4 директорски плати. Многу работа. Иако имаше многу часовничари. На кое место во чаршијата беше дуќанот? Лоциран беше Карши Пеко продавница за кондори, значи малце погоре од Борово по улица према, значи главната улица према Битпазар. Таму беше лоциран и доста години беше мајстор Панеджекот, сите го знаеа дуќанот таму. До нас имаше уште тројца саачи, двајца едно до друго, значи на 10 метри, и уште 3-4 метри понатака имаше уште еден дуќан часовничар. И сите тие се знаева. Интересно и се знае, пауза, ајде на чорба сите заедно одеа. И тоа се догодовштини, чаршиски, муабети, еснавски работи. Се мајстори се. Сакаш некеш ги почитуваш, нели? Нормално. Претпоставам дека убав живот сте минале таму во Скопската чаршија во тие минатите години. Фантастичен, искрено да ти кажам. Она го нема што го имало некогаш. Сите се знаева меѓу себе. Мене мајсторот ќе ме прати са бајле, иди, купи ми доручек на Битпазар. Сега ја треба да идам да му земам геврек. Меѓутоа, за да отидам да земам геврек, треба сите мајстори, сите у цел ред. Мајсторот ти треба нешто, тој ќе ти порача баричка, тој ќе ти порача бурек, тој ќе ти порача симит погача и сега ти се враќаш со 2-30 нарачки и ако сгрешиш некој од сите јадеш клоци. Што е нормално. Навистина би било многу интересно. Интересно. Јас предлагам да направиме кратка пауза. Да одмориме ние, да одморат и нашите гледачи. Останете почитувани гледачи овде, ќе гледате каков убав, прекрасен и интересен соговорник имаме во нашата денешна емисија, господин Златко Зафировски. Бидете тука, се враќаме со него во разговор за неколку минути. Пауза. Се враќаме почитувани гледачи во програма со мојот денешен гостин, господин Златко Зафировски, еден од малкуте часовничари кој стана овдека во Скопје и воопшто во нашата држава. Ете, слушнавме колку биле убави тие времења, на времето кога сте работеле во старата Скопска чаршија. Се сеќавате ли на така некои други вака убави интересни моменти од тоа време? Имаше многу убави интересни моменти. Имаше мајстори, да кажеме, кои имаше случувања, дојде еден господин од Охрид, мајстор исто часовничар од Охрид, сега е веќе починат и мојот мајстор, лесна им земја си починати, двајцата. Тој со тоа што доаѓаше малце почесто, ме гледаше како работам и му предложи на мојот мајстор да ме земе занает да учам во Охрид, не да учам, него да работам за него во Охрид. И мајсторот му вели: можам да ти ги давам сите 12 претходни, овој не ти го давам. Значи, јас сум у 13 ученик на мојот мајстор. Разликата, таа разлика што кога тој го учил мојот татко на занает и кога проаѓаат толку години, значи проаѓаат 30 години, кога јас сум станал веќе калфа. И често пати ќе отидеше, се сеќавам, секоја сабота. Секоја сабота останував после работно време, да, што е нормално за сите што учеат занает или што веќе се во дуќанот толку време. Нормално, се прави генералка.
се знае. Иди, Златко, земи улјето прегорено од Фичо. Има, дали нашол од негде, дали го испуштал секоја втора недела, не знам. Прегорено улје, дојди, премачкајте од даските. Знаеш, порано даски, дуќани. Премачкај со улје. Претходно ќе земеш прозорите, сите стакла, ќе ги избришеш, ќе наредиш излог, се е во ред. У понеделник кога ќе дојдеш, нормално упиено, а меѓутоа мириса прегорено улје, ама ќути трпи. Мајсторот задоволен сите. Жал ми е што мислам дека такви навики веќе немаме пренесено во овие нови модерни времиња и ова што го кажувате е убав пример за оние кои што не гледаат да знаат малку на еден подруг начин да им пристапат на своите дечиња или на оние кои што ги воспитуваат. Еве сега една од поновите догодовштини пред 3-4 години. Доаѓа еден пријател. Злате, добар ден, добар ден. Аве, дете во занае да го учиш. Колку години има? 3-14. Тамање викам за занает, нели? Тука негде. И сега го донесе малиот и правиме муавет. И малиот гледа. И едно време го чука татко му вака. И татко му вика, каже бе синко, аве, нема компјутер. Татко му вика, чути бе? Па едно 5 минути, 6 додека разговараме со татко му и малиот вика, тато, колку ќе ме плаќа? Ајде да се навратиме малку на темата. Сакам да ве прашам сега, освен што учевте од вашиот мајстор Пане, имаше ли некој училиште каде што можеше да се напредува во вашиот занает? Се учеше ли некаде школа за часовничар? Се учеше школа за часовничар. Тоа беше средното електромашинско училиште Коце Металец. Се учеше, траеше 3 години. Меѓутоа, таму не можат ништо да те научат, пошто таму имаш основни оние предмети, како што го има секое средно металско училиште. Во струката, чисто за струката, немаше кој нешто да те научи. Машински елементи, доработка на елементи, меѓутоа, немавме ние таков професор. Значи, јас сум учил со металци, со бравари, ме разбираш, со овие понатака што работат на дребонг. Златко, ви благодарам и за овој дел од разговорот. Јас предлагам повторно да направиме една кратка пауза, да одмориме ние, да одморат и нашите гледачи. Останете тука, се враќаме во разговор за неколку минути. Пауза. Почитувани гледачи, се враќаме назад во разговор со мојот денешен гостин, а тој е часовничарот Златко Зафировски. Злате, ајде сега да ми кажеш, ќе ги интересира нашите дечиња и нивните родители, што е работата на еден часовничар најчесто? Најчесто, тоа е малку традиција веќе. Ќе донесе некоја особа ќе донесе часовник. И прво е нормално диагноза. Што му е? Што му е нормално, го прегледуваш. Ќе предложиш тоа му е, треба да се очисти, да се смени тој дел, да се направи дали клуч, дали да се промени стакло, дали чистење, дали евентуално осовина, не знам што. И сега, ако се сложи, цената е таа, ја уговараш цената, се слага и се прави комплет. Од А до Ш се отвора целиот часовник и се она што треба да се замени, да се изврши таа поправка, го правиш. Или ви е проблем во сите тие милион мали делчиња кои што се наоѓаат натре да се снајдете? Тој проблем се решаваше после 2 години од учење на занает, а после толку години веќе и со затворени очи мислам дека може да се реши. Златко, не останува некој вишак дел кога го затворите саатот? Па да ти кажам искрено, не ми се случило, меѓутоа како млад ти се случи, ќе се случи некојаш мањак. И сега бараш со пинцета си промашил, ти избегало, знаеш? Или ти паднало и мајсторе викам нема ова. Интересна работа, знаеш ли што ми правил мајсторот толку години додека сум го научил ова што ти го кажувам, мањак дел. Ајде да видиме. Мајсторот вика, Злате, земи, очисти го, направи го часовников. Добро, мајсторе. И со пинцетата случајно или не случајно, не е важно. Може и намерно ќе сокрие некој? Едноставно на маса
ќе летне со штрафцигер или уште учиш. Ке снема еден запченик. Не запченик, било да е штраф, било да е некој запченик, еве, на пример. И викам, мајсторе, викам, ми летна ова. И мајсторот вика, престани, остај така како што е, барај. Дарко, јас сум видел мајстор кој знае психички да работи со луѓе. Меѓутоа, овој мајстор не може никој да го надмине. Не надмилив. Се додека не го најдам. Значи, ако треба 2 дена, ќе го барам делот низ дуќан. Мети овде, магнетот, земи и ова, она, ќе го најдам, ќе го демагнетизирам делот и сега доаѓа време, нели, го монтирам саатот. Тоа ми го правеше се додека не научив. Го осеќаш дека делот ти лета, затвараш очи и го слушаш, так ќе направи. Идеш одма си го зимаш. Идам го зијам и мајсторот ми вика тогаш, после овој тренинг траеше 3-4 години. И после тој тренинг мајсторот ми вика, ја му викам, летна мајсторе, не го барај, има такви 100. Можеш да замислиш, сум губил толку време. Абе, не го барај, такви 100 има. И ќе ми го даде, ќе извади, друг ќе ми даде и ја и готово више. А секогаш знам каде е делот што ќе ми падне. Браво, гледаш, те претворил во неверојатен сензор. Магионичар, човече, магионичар. Секоја чест на мајсторот. Убава ли е вашата работа? Уживате ли во тоа што го работите? Нарочито, овие последниве 10 на 15 години се ориентирав на антиката, античките часовници. Старите дзидни, подни, каминци. Тука уживам, тука креирам. Тоа е креирање и да е некој дел искршен, да не може да се поправи. Зимам го правам на рака, се на рака. Значи, убавината е тука. Знаеш, со тек на време ќе созрееш доволно да можеш сам да креираш. Ова е креација, ова е уживање, ова е уметност. Мојава работа е уметност. Со што е потешко да се работи? Со мали рачни часовници или со големи зидни? Или тежината еднаква и ка едните и ка другите? Дозволи, тежината не може да е иста кога негде се напрегаш или употребуваш разни лупи, да кажеме, сочива за да видиш. Да го најдеш вистинскиот квар, што се вели. Или самата монтажа на тие висококвалитетни штопер часовници, хронографи, не можеш да ја мериш со еден зиден, поден или камински часовник, мислам антички. Многу е полесно ова да го направиш, меѓутоа е многу поголемо знаење. И секогаш било тоа точно. Што е попросто, е посложено. Значи, овде е убавината, овде креираш, а овде се работи на компјутер веќе. Порано било машина, рака, сега веќе нема тоа. Се е компјутер. Апсолутно се. На компјутер го работи делот, тој си се знае, штампа, ај со здравие. Сменети се времињата. Ајде сега да ве прашам вака. Од кога сте во овој дуќан овде? Во овој дуќан сум 3 години. Мојот брат претходно работеше во овој дуќан, 14 на години. Пред тоа татко ми беше 32-3 години, Бог да го прости, во тој дуќан. И сега јас пројдов во тој дуќан, претходно бев во Тафталиџе. Пред да бидам во Тафталиџе бев малку у Хрватска. У Хрватски национални музеј бев како кустос на антички часовници за цела Хрватска. Значи, у сите музеи во Хрватска, ако требаше нешто да се направи, да се спреми за изложба, они имаат многу тие нивни традиционални денови. Денови на специјални денови. Дали се, како што велат, шпанцир фест, некој друг фест, денови на култура, денови на изложба. И секогаш, кога имаат, трае по 15 дена, треба да се спреми некоја изложба. И за таа изложба, ќе ми кажат, Зафировски, треба да се направат
овие 2-3 часовника во функција, јас ќе земам и ги средам. Им треба, доаѓаат луѓе да ги гледаат и мора да биде спремно. Кажете ми на еден часовничар, од колку до колку часот му трае работното време? На еден часовничар може да му трае работно време од 8 до 8, значи 12 часа, зависи од концентрација. Ако е расположен работи 2 сата, другите 6 ги ужива или размислува што треба да направи. Меѓутоа, интересен фактор во кога бев во Хрватска, значи таму ме третираа како уметник и ако денешниот биоритам тебе ти е наклонет да работиш, ти денеска работиш. Ако не си расположен да работиш, не работиш, меѓутоа си присутен тука и согледуваш каде е грешката, ја бараш. Едноставно мене ми се случувало да спијам и да го сонувам делот што треба да го направам. Пошто тие часовници се 200-250 години стари, нема такви делови и мораш да порачаш дури и таков метал што се правил пред 200 години. Од Аустрија ќе го донесат веднаш другиот ден и јас тој истиот метал го претварам во запчаник, во полуга го работам, значи со мерак. Тука е убавината на занаетот. Кога ќе дојдеш до зенит, значи сметаш дека си зенит, го работиш тоа. Тоа ми била најубавата работа во мојата кариера до сега. Работа во музеј. Прекрасно. Прекрасно. Вие сте прекрасен човек, можеме со сати да разговараме на темата часовничарство, ме вративте во времето кое што бев мал, кога растев, ве вратив и во вашето детство. Ти благодарам што ме врати, морав да се уфрлам, ти благодарам што ме врати. Фала ви, Птен, така да, како што кажам, можеме сати да разговараме со вас, времето ми поминува вака брзо. Се надам дека и нашите гледачи уживаат во ова наше денешно дружење. Сакам за крај вака, имате ли некоја порака? Низ сите овие години сте стекнале огромно искуство. Многу интересна и убава вашата работа. Покрај часовници сте се дружеле и со многу луѓе. Имавте и безброј убави спомени низ годините кои што минале. За крај, имате ли нешто да им порачате вака на најмладите кои што не гледаат во моментов? Искрено имам. Да, малку младите кои веќе созреваат на некој начин, ќе пројдат 10, 11, 12 година, да почнат да размислуваат за некој занает. Затоа што во занаетот е иднината. Секој занает секогаш ќе му донесе парче леп и со леп. А школото, како што денеска е работава, знаете, во секоја од овие нови професии има огромна конкуренција. Може многу лесно до 30, како што се случува денеска, 40 години, поред 2 факултета да остане без работа. Што е нормално, гледам ја по случувања. Меѓутоа, со занает никогаш нема да остане без работа. Прекрасен совет. Секогаш ќе биде среќен, затоа што во занаетот има убавина. Со тек на годините ќе почне да созрева и да сваќа дека навистина она што го работи, за било што да се одлучи, да биде занает. Да биде занает. Кога повторно би се родиле, што ви одбрале повторно да бидете во живот? Искрено, пензионер. Па одат? Нормално. Нема што друго. Па одат работи полека кон Јас пензија. слушав едно дете го прашуваат сега. Што ќе бидеш кога ќе порастеш? Ја вика пензионер. Нормално. Нормално. Ќе пораснам, ќе остарам, Точно. ќе одам у пензија. Фала Богу. Пензионер. И логичен одговор, затоа ги сакам дечињата и покрај нив и моето детство се уште трае. Златко, ти благодарам што беше денешен мој гостин во Супер Звезда. Ти благодарам што не внесе во оваа твоја прекрасна, убава, многу интересна и живописна професија, што сето ова ни го долови на еден вака убав, специфичен и прекрасен убав начин. Надевам дека дечињата ќе во текот на емисијата што ќе ја гледаат овој разговор и во тоа што пораката ја кажувам дека занаетот, само занаетот може да донесе
благосостојба, ќе се уверат и ќе бидат среќни ако одберат да работат било кој занает. Владко, уште еднаш ви благодарам за целиот овој разговор денеска, да сте ми жив и здрав, ќе се видиме во некоја народна прилика. А вие, почитувани гледачи, бидете живи и здрави, ви благодариме за вашето време и вашето внимание. Се надевам дека уживавте во оваа емисија исто оноку колку што имав јас можност да уживам. Се гледаме повторно за 7 дена од сега па натаму, а во меѓувреме слушајте ги мама, тато и што да прават, да учат. Чао. Занает. Занает. Чао, 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 пријатно и до гледање. Чао.